Колку е вистина дека Македонија е на дното на европските ранг листи според интелигенција? Кој ги прави тие анализи, кои што редовно ги гледаме на социјалните медиуми? Дали порталите тоа го објавуваат за некој клик повеќе или на вистина се веродостојни овие податоци? Сите овие, се разбира, одговори на овие прашања утрово ќе побараме од нашиот гостин Илија Стевков, председател на Менса Македонија, здружение кое што ги обединува луѓето со висока интелигенција и активно работи на развојот на талентот, логичкото размислување и лидерскиот потенцијал во нашата земја. Во четврток одбележуваа 26 години, поводот е тоа за гостувањето, но секако Илија, сакам да одговориме и на ова прашање, бидејќи е најкоментирана тема кај нас и некако луѓето кога тоа ќе го прочитаат, едноставно веруваат на се што ќе видат на социјалните медиуми. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Ајде да почнеме поред. Имаме доволно време. Што точно представува Менса и која е нејзината мисија во Македонија? Менса, добро каже во воведот, значи Менса е здружение на граѓани со надпросечна интелигенција. Во Македонија во четврток ќе одбележиме 26 години од своето основање, инаку Менса во светски рамки едната година ќе го одбележи 80 годишниот јубилеј од основањето на Оксфорд во Велика Британија. Нашата цел е токму тоа, да ја промовираме интелигенцијата, знаењето и логичкото размислување како вредност во општеството. И моментално сме по повод јубилејот организираме тестирање кое што ќе биде во четврток со почеток во 18:30 на факултетот за електротехника и информатички технологии, електротехничкиот факултет во Скопје и тоа е од прилика. Така. Кажавме 26 години во четврток, ни бевте и неодамна пред некој месец исто така гостин, имавте исто така ден со тестирања. Како изгледа еден ваков тест, што всушност се мери и како може, кога ќе се случи сето ова и кој може да учествува? Да, минатиот пат бе ваш гостин на Светскиот ден на интелигенцијата, 1 октомври. Тоа што имавме тестирање, кое што морам да кажам, и покрај тоа што не ги знам точните резултати, по бројот на положени кандидати беше едно од поуспешните што сме ги имале во последно време и по одзивот на луѓе. Тестирањето е со така наречени визуелни матрици, бидејќи тестовите се интернационални, не се користат пишувани зборови, туку е матрица 3×3 која што логички кандидатот треба да смести еден од 6 понудени одговори на местото на прашалникот. Трае непон половина час, помалку од половина час трае тестирањето. Нашите тестови кои што моментално ги користиме се за лица со навршени 16 години. Значи секој што има навршени 16 години може да се пријави да учествува на тестирањето во четврток, со тоа што секој еден човек не може да се тестира повеќе од 3 пати за членување во Менса и помеѓу двете тестирања треба да поминат најмалку 6 месеци. Тоа се правила од членството во Менса, така? Или од последното тестирање? Од 6 месеци од последното тестирање. Ако падне кандидатот на првиот пат, има уште две шанси во својот животен век да се тестира за членство во Менса. Така. Треба да се положи тестот и да се стане член. Да. Гледаме и се воодушевуваме, сега нели неколку други прашања ќе поставам. Во Македонија фалат квизови и кога ќе кажеме одговорот е обично на луѓето кои што и некогаш гледале, па немаме доволно луѓе кои што би учествувале на квизовите. Еве вие кажувате сосем спротивно, дури и последното тестирање во престрет на 1 октомври покажало доста голем интерес и многу подобри резултати. Дали изминативе 10 на 15 години некој ве има искомуницирано од медиуми продукција да каже ајде да организираме еден квиз на знаење, да направиме нешто како што прават нашите соседи, да ви искористиме како здружение, да пренесеме една убава порака дека ви имаме тука? Ова е многу интересно прашање, можеби коинциденција, бидејќи јас сум исто така член на управниот одбор на Македонската квиз асоциација, која што формирана 2021 година, која што има цел да промоција на квиз културата во Македонија. Исто како и Менса, и МКА е волонтерско здружение кое функционира со доста мал буџет. И факт е дека во Македонија во последно време нема квизови, посебно нема квизови на знаење, не збориме за игри на среќа. За квизови на знаење зборуваме, збориме за квизови на знаење. Не имаат пристапувано заинтересирани луѓе кои што се ентузијасти како нас, ајде да направиме квиз, но тоа се сведува на медиумите. Медиумите, бидејќи ако го погледнеме регионот, не мораме подалеку да одиме Србија и Хрватска, видиме какви квиз продукции има таму. Па јас се сеќавам на Потера, мислам тоа е еден од најгледаните квизови во сабота навечер, каде што токму со здружение како вашето, чинам дека се поврзани. Тоа е Хрватскиот квиз сојуз со кој што ние имаме соработка. Тие учествуваат на нашиот Македонија Open, ние учествуваме на Croatia Open. Мислам дека
како и сегаш многу е битен буџетот, бидејќи за квиз, посебно за квалитетна квиз продукција треба студио, треба награди, треба софтвер, треба автори и мислам дека медиумите сегаш ќе гледаат бизнес страната на сето тоа, дали тоа ќе се исплати, дали ќе има реклами. Од друга страна, јас сум токму во македонска телевизија сум победник на последните квизови кои што ја на МТВ, Круг на знаење, тоа беше пред некои 12 години. И се надевам дека можеби националниот јавен сервис ќе успее нешто да направи. Така. Може ли човек да се подготви за тест на интелигенција или тоа е нешто што е постојано во нас? Интелигенцијата си ја носиме во себе од раѓање. Дали може да го подобри резултатот? Моje лично приватно мислење е дека тоа може со работа. Со работа, со решавање на тестови на слична проблематика. Сега имавме пример каде што човекот трет пат го положи тестот. Како? Мислам дека и до искуството е. Првиот пат, вториот пат веќе знаеш отприлика како изгледаат прашањата. Прашањата се менуваат, не се истите. Но стилот на прашањата, времето, пошто како што реков, времето е кратко, прашањата се многу. Значи, начинот на кој што пристапуваш на тестот, фокусот и мислам дека со работа, со решавање на слични такви тестови, можеби и мозокот, мајндсетот влегува, размислува побрзо кога ќе ги види следните прашања и на тој начин тој резултат може да се подобри. Од друга страна сме имале луѓе кои што 3 пати не успеале да положат, така да има секакви примери. Така. Сега иде да дадем одговор на најчесто поставуваното прашање, така и најавив. Во јавноста често се споменува дека Македонија е на последно место во Европа според интелигенција. Во јавноста, кога велам јавност, мислам на социјални медиуми. И нонстоп кружат некои ранг листи и слично, каде што сами себе си се девалвираме, тоа го пренесуваат портали. Колку се научно точни тие податоци? Ја можам да зборам на аспект на Менса Македонија. Значи, ние не сме научна институција, но може да го кажам следно, и до мене, последните неколку дена имаше повторно, беше актуелно, само треба да се прими малце здрав разум. Кога ќе кликнеш тој графикон, ќе видиш дека тоа се податоци од 2019 година од некој интернет сајт кој што има логички игри и тестирање и они некако направиле рангирање по земјата на корисникот. Значи, можеме ние да се пишеме дека сме од, не знам, од Обединетите Арапски Емирати, ако сакаме кој ќе се регистрираме. Така да тие резултати ни од блиску не се меродавни. Исто така, тоа нити е научно, нити е било какво од некој друго истражување. Јас лично, освен PISA тестовите, кои што се за образование, не се за интелигенција, не знам за никој друг голем проект за тестирање. Тоа што можам да го кажам, бидејќи минатиот месец беше годишното собрање на Mensa International во Дизелдорф оваа година во Германија, кај што за прв пат представникот Mensa Македонија беше присутен таму и седеше на иста маса со сите други држави. Ја можам да кажам дека Mensa International ги објави своите податоци. Добро. Они објавуваат само еден параметар. Тоа е број на Mensa членови на милион жители во таа држава. Добро. Македонија е буквално на средината на светската табела. Пред нас се Шпанија и Франција, позади нас се Кипар и Полска. Значи, ние, македонците, се интелигентни луѓе. Без разлика, свесни сме. Ова е време на, ова е 21 век, порталите се борат за лајкови, за кликови, за реклами, за тие работи и многу бомбастично се, видете ова, и знаат дека таква некоја вест ќе најде на прием на јавноста, ќе зголеми гледаност и на крај се водат од нивната економска исплатливост. Економска исплатливост, но без разлика дали прават штета. Но не е така. Не е така. Од друга страна, да, на PISA тестовите македонските ученици не направија некој забележителен резултат, но ние као Менса би сакале да правиме разлика помеѓу интелигенцијата и образованието. Може би тие деца кои би дошле на Менса тест би направиле добар резултат, но резултатите што се мерат на тие тестови се нешто сосема друго. Така. Кои се најчестите заблуди кај луѓето кога станува збор за интелигенцијата и Менса тестовите? Има ли некои заблуди? Заблуди не, може би очекуваат дека во Менса има само луѓе со бела коса и доктори на науки и такви работи, но ние имаме членови од сите слоеви на општеството. Значи, и тоа е сосема добро. Да се навратам на претходното прашање, кога бев во Дизелдорф ме потсетија на еден многу голем феномен, а тоа е првото тестирање на Менса во Македонија кој што се одржало 1999 година. Тоа е едно од најуспешните тестирања во светот. Значи ние сме имале близу 100 положени кандидати на тоа тестирање, што е процентуално огромен процент, бидејќи
Но тоа било прво тестирање, многу луѓе сакале да појдат, многу луѓе високо образовани и тоа ги подигнало резултатите. Но тоа тестирање во историјата на Mensa International се смета како едно од најуспешните со најголем процент на положени кандидати. Така. Колку членови има Mensa Македонија и каква е вашата слика за потенцијалот кај македонските млади професионалци? Ние моментално имаме 135 активни членови, во изминатите 26 години близу 900 луѓе го положиле тестот на Mensa, од која што околу 650-660 станале членови во еден од овој период. Mensa го признаа само еден параметар, тоа е параметарот кој е член, што значи кој е редовно плаќа членарина, зема учество во активностите на Mensa, тој го имаме моментално околу 135. Морам да кажам дека еден период немавме интерес кај младата популација, се трудевме да бидеме поангажирани, правевме тестирање во средни училишта, како што реков, за трета и четврта година, од 16 години нагоре. Тоа што ме радува на последното тестирање во Струмица имаше млади луѓе, се надевам дека во четврток во Скопје исток има млади луѓе и дека тоа повторно знаењето и интелигенцијата повторно малце ќе бидат во тренд кај помладата популација. Што значи да се биде член на Mensa? Што добива човека и како преку Mensa може да придонесе? Вака, Mensa е Здружение на граѓани, ние имаме еден минимален буџет, се финансираме само од членарини, од тестирања. Значи, личната сатисфакција е можеби на прво место. Но и вмрежувањето на луѓето, запознавањето. Ќе се навратам, значи, Mensa била оригиналната социјална мрежа. Пред да има социјални мрежи, дружбите во Mensa на светско ниво луѓе што имаат кажувано на колку често Mensa членови им помогнале во животот, заради тоа што една од нашите најголеми групација, така наречената сайт групација, тоа е јас сум модел во странство и може да појдеш во странство да пристапиш на локалниот Mensa клуб и тој ќе ти помогне или да се видиш со луѓето или со некои контакти, со некои совети и луѓе имале среќа да им помогнат со вработување, да им помогнат со наоѓање стан. Значи доста искрени се пријателствата и тоа е личната сатисфакција да си член на клуб на кој што не може да биде секој. Тоа мислам дека многу од членовите на Mensa го гледаат тоа како бенефит. Средбите, да можеш да помоабетиш на различни теми со луѓе со надпросечна интелигенција. Ние се трудиме да бидеме активни во заедница, да организираме некои предавања, некои се затворени само за членови, некои се отворени. Но најчесто е тоа социјалниот момент, можноста да размениш мислење со луѓе кои што исто така имаат висока интелигенција, одлични искуства во странство, тргнуваш, седнуваш со тие луѓе и муабетот веднаш тргнува и тоа е, значи некоја материјална корист нема, но мислам дека лична сатисфакција висока. Тоа е најважната, мислам, личната и вмрежувањето, споделувањето на искуства. Илија, да завршиме уште еднаш, јас малку повеќе ве задржав овој пат, но тоа го ветивме и минатиот пат на гледачите, малку сакав повеќе да ги запознаеме со вашата дејност, да одговориме на некои прашања. 26 години Mensa, нека ви е со среќа, благодарам за се што правите и за општеството. Четврток, тестирање, да ги поканиме уште еднаш нашите гледачи, кој што се чувствува да биде дел од тоа. Во четврток во 18:30 на Електротехничкиот факултет, на социјалните мрежи Mensa Македонија на Facebook е објавен формуларот за пријавување. Пред да влезам во студио проверив, ние имаме ограничен капацитет за тестирање, но во моментов има слободни места. Тоа што заборавив да кажеме дека Mensa ги поддржува крводојителите и младата популација, така да крводојителите, учениците и студентите имаат 50% попуст на тестирањето од 2026 година на таа кампања и се надевам дека ќе го зголемиме бројот на членови на претходното тестирање. Се надевам дека и ние колку толку ќе придонесеме кон тоа. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш за пријатниот разговор во Македонија на утро. Во 9 часот најновите вести со колешката Гордана Ѓорчева, а пред тоа музика и дел од програмската понуда на јавниот сервис.